Почитувани, добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се, како што и најавивме, Илија Димовски. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. И господинот Бајрам Реджипи. Добре дојдовте и вие. Член на Централно председателство на ДУИ, така, во моментов. Инаку бевте кандидат за градоначалник на коалицијата НАј за локалните избори. Добре дојде и за вас. Ви благодарам за поканата, добро ве најдовме. Ви благодарам на двајцата. Уште еднаш, најактуелно се последиците што ги прави ситуацијата на Блискиот Исток, главно и околу енергенсите кај нас, меѓутоа и глобално. Господине Реджипи, дали вие сметате, Трамп вчера кажа дека очекува брзо да заврши оваа ситуација таму, очекувате ли вие, споменавте дека сте имале престој веќе во изминатите години токму во овој регион, што очекувате реално? Па не знам дали има некој што може да предвиди како разврска ќе има целата оваа војна. Мислам, тоа зависи многу од настаните кои ќе бидат во Блискиот Исток. Секако дека едена од најголемите тектонски пореметувања, геополитички пореметувања во Блискиот Исток и ние сите треба да се молиме секојдневно да заврши ден порано во војна, бидејќи последиците, како економските, социјалните, така и геополитичките, ќе бидат последици од оваа војна, ќе бидат големи. Видовте, тој беше и очекувано дека ќе има одма нагло поскапување на цената на нафтата и тоа се случи. Но од вчерашната одлука на Г7, кои сепак донесува една многу битна одлука за да ги ослободат некои стратешки резерви од нивните резерви и секако дека се намали денеска од вчерашните $120 за барел. Денеска веќе се спушти на, пред да влеземе во студиото, беше околу 82-83. Како што и беше претходно? Но сепак тоа не значи дека ќе биде така во иднина. Ако оваа војна ќе продолжи со месеци, сите очекувања се дека ќе имаме драматични поскапувања. И владата наша покажа сосема голема неспособност во справување со оваа криза, во ова елементарна неколкудневна криза, да речеме. Се видовте сите што се случуваше изминативе денови, немаше нафта на сите бензински пумпи, се направи голем хаос, во Тетово беше така, верувам и во другите градови. Се замислете ова војна, ова ситуација да трае со месеци, што не очекува. Но јас се надевам... Да, немаше спекулации дека самите тие ги чувале залихите за да се поскапи, имаше такви спекулации, да се поскапи цената на горивата. Нема никаква друга логика, бидејќи не може за 2 дена да снема нафта во резерварите, тама работа. Мислам, се знае дека од економска причина беше тоа за одредени компании да прават големи заработувачки од таа голема разлика на цената. Дизелот се поскапа околу 20%. Вчера и секако дека тоа прави големи профити за одредени компании. Владата седеше, ќутеше, мислам, немаше никакви дејности, никакви контроли. Добро, кажа дека инспекторите се на терен дека вршат контроли? Апсолутно не е точно тоа. Мислам, нема никаква елементарна логика за 2 дена да нема дизел во државата и да снема дизел во државата, треба да се интервенира од државните стоковни резерви, кои што имат обврска 60 до 90 дена да имаат и во случај да имат целосен прекин на нафтата. Тоа беше мислам голема неспособност на институциите на државата во справување и создадува голема криза. Но сега кога сме кај војната во Иран, да не почнуваме само со критики, има една добра работа што владата направи. Мислам, ние го поздравуваме ставот на владата изразена преку Министерството за надворешни работи во однос на војната во Ирак. Секако дека ние треба да стоиме покрај нашите стратешки партнери САД и секако дека очекуваме дека и во иднина беше неопходно тој дуи да го направи, бидејќи по владата и дуи. Апсолутно ние го направивме и сигурно видовте, нашиот став беше сосема во иста линија со ставот на владата, кај и сите наши други партнери. Добро, ајде сега вашиот став, Димовски, околу ставовите на господинот Реджипи. Се согласувате дека владата не се snашла во оваа ситуација? Па добре, видете, наеднаш се случи оваа ситуација, не можам да оценам јас дали се snашла или не се snашла. Во принцип, ние имаме системски проблеми како држава, кои што се постари од оваа влада и постари од претходната влада, во која што било дуја, тоа се
слабото ниво на конкурентност во општеството. Ние имаме затворен пазар се уште и немаме многу играчи на пазарот и во другите полиња, но и во полето на мало продажба на нафтени деривати. Може би добро е да се размисли на долг круг, да се ослободи просторот, да се либерализира пазарот и во тој дел и во делот на производство на храна, што може да стане проблем нели со цените во иднина, и во делот на ланци на маркети, и во делот на практично треба да го либерализираме општеството и да привлечеме повеќе играчи. Кога пазарот би бил доволно кога на пазарот би имало доволно играчи, односно многу повеќе продавачи отколку сега, тогаш самите тие во конкурентноста да здобијат потрошувачи, лојалност или да направат некаков профит. Очекувате некои поголеми марки, еве во времето на претходната влада беа најавувани да доаѓаат тука, меѓутоа не знам некои од тие маркети. Системски проблем е. Најавен е Lidl да доаѓа колку што знам, но и тоа мислам дека нема да биде доволно. Во принцип, велам и за овој дел со нафтата, не, многу е лесно. Еве, кога беше ВМРО во опозиција, исто имаше нели војна Украина со Русија, тогаш ВМРО беше тој што напаѓа, ДУИ и СДСМ беа тие што бранат. Дека опозицијата сега може необјективно да ја користи ситуацијата. Не сакам никого да го обвинам, нити да го бранам, нити да го обвинувам. Сакам да кажам дека во државата има друго ниво на проблеми кои што дневната политика не дозволува да се решат. А тоа е слабата конкурентност во општеството и видите го ова што ни се случува со депозитите во банките или со висината на цените на квадрат стан во Скопје и во неколку други градови во Македонија. Самото тоа покажува дека нема предприемаштво во општеството, дека нема инвестициони активности и циклуси. И тоа е назад 20 години, да не бидам сватен погрешно, да не е крива нити оваа, нити другата влада, односно сите како политички систем, помалку или повеќе сме одговорни. Она што државата треба да направи, велам, е да ги либерализира законите, да го отвори пазарот, за да има присуство. Ние да имаме уште неколку големи ланци на продавачи на нафтени деривати во соседните држави. Видете, во Грција на секој 100 метра имате бензинска пумпа низ градовите. Не е проблем. Ако има потреба некој, ако има желба да се инвестира, треба државата тоа да го направи. Тоа е и за маркетите, тоа е и за продавачите на нафта, тоа е и во другите дејности, и во политиката, ако сакате. Едноставно најдобар одговор во вакви ситуации не може да го даде државата, заради тоа што државата управува со одлуките кои што ги носи, кои што се однесуваат на приватната собственост на компаниите или на поединците. Но кога собствениците на својата приватна собственост решаваат за себе, се поголеми домаќини. Кога би имале поголема улога на приватниот капитал, секако поедноставно ќе се менаџираат овие процеси. Државата какви одлуки во Украина, кај нас и некои овдека бензински пумпи, така некои брендови мора да затвори. Така да колку државата секогаш е лошиот домаќин во економска смисла. Нема држава во светот каде што државата е домаќин на стопанските активности која што е успешна. Кај што народот е богат или кај што добро образование има или кај што има добар систем. Ние за жал се уште живееме во еден постсоцијалистички модел на управување, речем балансирано. Сега имаме направено некаква приватизација, ама имаме стотици јавни претпријатија. Во Тетово не знам колку јавни претпријатија има, во Велес има, во Битола има 4-5, не знам во Скопје има десетина. Да видите дека најголем дел од тие јавни претпријатија 30 години работат во минус. Тој минус го плаќаме ние со сметките, тој минус го плаќаме ние со даноци. Треба да се приватизираат, тогаш не би биле јавни. Па не мислам дека чистењето на ѓубре треба да биде работа на државата. Не мислам дека градењето на паркинзи треба да биде работа на државата. Ама кој ќе контролира цените тогаш да рипнат? Државата треба да биде регулатор, да, но пазарот е подобар регулатор. Знаете, ова кога сме кај кризата многу индикативно беше дека имаше бензин, да речеме, во сите бензински пумпи, бензинот поскапе само за 5 денари. Додека дизелот поскапе за 15 денари скоро и дизелот не се даваше. Се виде дека тоа е планирано. Не е најстрашното тоа, еве тоа помина. Верувам дека во наредните неколку дена нема да има драматични смени цената, да бидејќи падна, нели? Најлошото е ако се продолжи кризата во Иран, ќе има еден силен бран на инфлација. Од поскапувањето на енергенсите создава еден циклус на инфлација кој што ќе ни дојде после неколку месеци. Тој циклус регуларно доаѓа после 3, 4 до 6 месеци и тоа може да биде многу силен.
не само кај нас, туку во целиот свет, и владата треба да превземе мерки, не само да ги сретнува собствениците на маркетите, туку треба да превземе конкретни мерки за да нема такви поскапувања, со конкретни мерки, да речеме за намалување на акцизата, на ДДВ-то. Да, тоа беше најавено дека и за водноста на горивата не само исто. кај нафтата. Поголемиот проблем може да биде кај природниот газ. Бидејќи нафтата е многу полесно може да се складира за разлика од природниот газ, а низ тој тесницот на Ормуз поминуваат околу 20% од целиот ЛНГ во светот, поморски транспорт на ЛНГ, и се гледа дека тоа неминовно ќе биде затворен, не дека... Не, Трамп нели најави дека и они може да го превземат. Знаете што, не е само работава да се обезбеди транспорт низ тоа. Ни сега не е затворен, мислам, формално не е затворен. Мислите дека ќе се намали производството во таа смисла? Но поскапеа и осигурувањата на сите тие компании што пренесуваат. Не само што поскапеа, некои од компаниите ги откажуваат осигурителните полиси. И тоа ако продолжи кризата, ќе донесе еден циклус на поскапување и на сите други енергенси, на природниот газ и на електричната енергија и така натаму, и тоа ќе се одрази врз една силна инфлација не само во нашиот регион, туку во целиот свет, бидејќи ние користиме нафта од тој регион, најмногу користи азискиот пазар, околу 80% од енергенсиве од Блискиот исток, од тој регион завршуваат во азискиот пазар, а ние многу репроматеријали користиме од тој пазар, така што ќе биде еден ланец на поскапување на многу репроматеријали, така што неминовно ќе биде, ние многу задоволни треба да бидеме ако имаме после неколку месеци инфлација во рамките на 5-6%. Јас се плашам и сите очекувања се дека може да биде далеку и поскапа и поголема инфлација. Податоците сега што излегува, баш вчера излегува, податоците за инфлацијата се солидни. Цената на мало, дури има во некои сегменти минусни позиции. Продажбата на мало е отидена во минусни позиции, но се согласувам дека постои ризик заради поскапување на нафтата да се повлече процес. Но да се задржам на мојата поента, кога би имале поголемо домашно производство на храна, на земјоделски производи, кои што ги немаме доволно, ние преку милиарда евра увезуваме храна. Секоја година, последните 5-6 години наназад. Патлиџани, пиперки увезуваме од Албанија, не ги произведуваме во Струмица, како што било пред 20 на години. Кога би имале поголемо домашно производство на храна и прехранбени производи, тогаш ќе може инфлацијата да се контролира малце повеќе. Ние и во таа смисла, пак ќе дојдам до поентата дека некако ја имаме во овие 30 години, имаме заборавено дека решивме да создаваме некоја држава која што предприемаштвото, слободниот пазар ќе ги движат работите, се некако без разлика кој е на власт, се некако носи на закони кои што треба државата да ја направат посилна, јавните претпријатија да ги направат посилни, институциите да ги направат посилни, а не оние кои што го создаваат продуктот во државата. Па трговската размена за жал стигна на околу трговскиот дефицит на околу 3,5 милиарди долари, како никогаш досега, ни во време на кризата на пандемија немаше таков минус во трговската размена и тоа се одразува на домашниот пазар. Ние сме увозно ориентирана економија во државата и секако дека сите пореметувања на пазарите во регионот и на светски рамки, секако дека ќе влијаат. Она што го слушаме постојано власта, опозицијата, независно кој е на власт или обратно, постојано се критикуваат, можеби треба и некаква стратегија. Па не, фалевме на почеток, го фалевме ставот за Иран, нели? Не, можеби треба, сакам да кажам, независно кој е на власт, тоа да биде практика во вакви ситуации, треба претпоставувам заеднички. Тоа што е за фалените се фалени. Стратешки прашања во делот на економијата што ги спомена и господин Димовски, можеби треба и да размислат и да се договорат. Ако заврши кризава на Блискиот исток, поскоро веројатно подобро ќе биде и кај нас и во светот околу економијата, но да. Во принцип, мислам дека ние треба да го сетираме општественото действување и економијата и психологијата колективна на општеството, дека веројатно во следните 5-10 години нема да живееме во свет кој што е мирен или релативно мирен. Мислам дека конфликтноста ќе биде присутна постојано, заради тоа што
светските сили ги поместуваат своите зони на влијание. Некогаш тоа го прават со очигледен договор помеѓу трите светски сили во моментот, да речем трите крупни светски сили, некогаш тоа го прават со вакви конфликти кои што се случуваат на различни позиции. Тоа никогаш нема да биде директни судири помеѓу големите, но секогаш ќе се одразува на некакви конфликти кои што драстично ќе го поместуваат оваа состојба. Така да не треба знаете, јас и со моите родители разговарам уплашени, нормално возрастни луѓе и така натака. Им велам, вашата генерација, родена 50-тите години, е единствената генерација во историјата на човештвото која што не видела војни од голем размер и проблеми од голем размер. Човештвото едноставно така функционирало од кога постои до ден денеска. За жал, значи сите оние стабилизирачки пактови, договори меѓународни, организации меѓународни кои што беа воспоставени после Втората светска војна, гледаме дека го губат значењето сега. И Обединетите нации, и меѓународниот суд на правдата, дури ако сакате и Светската здравствена организација, така натака. Се раѓа ли новиот светски поредок како што? Па ќе видиме сега, очигледно се ослабува до сегашниот, што ќе се изроди ќе видиме, не сме доволно до толку да можеме да ги видиме плановите на големите. Како ние сега во оваа геополитика, како да пливаме, ако можем така да кажем, инноватива да размислиме во делот на тоа што рековте нашите аспирации околу ЕУ, па и околу тој сегмент би сакала да позборуваме. Па сега има две работи кои што треба да се продискутираат на оваа тема. Прво, ставот на владата беше коректен, мислам и ние го поздравуваме, но секако дека и блискоста со српскиот свет треба да се продискутира во нашата држава. Ние не дека тоа се зборува на нашите политички колуари, тоа беше една резолуција освоена во Европскиот парламент, а тој српски свет е под директно влијание на рускиот. Тие се инструмент на Русија во регионот. Многу симптоматично беше. Слушнавте постојаната изјава на Вучич што рече дека ние немаме никакви, на некој начин мислам дека во моментов нешто им се заладени односите, па сега не знам колку ова би држало. Па еве вака, ако ја слушнавте изјавата на министерот за надворешни работи на Русија, господинот Лавров, пред неколку недели беше тоа, рече дека ние сме спремни да седнеме со САД да зборуваме и за Балканот. Тоа беше многу симптоматично. Демек, нивното влијание тука е апсолутно потврдено и нивниот интерес за регионот. Не зборуваме сега конкретно за Македонија, но секако дека за Србија, за Босна, тие имат драматично посилни влијанија. И кога беше таа резолуција освоена на Европскиот парламент дека постои опасност од српскиот свет во Македонија, тоа беше загрижувачки и секако дека треба владата и сите политички чинители да се занимаваат со тоа, и тоа е критично, не е баш едноставна работа. Ние сме ориентирани за Европската унија, фала Богу што сме во НАТО, сега го гледаме благодетот од тоа членство што се случи во минатото, исто како што беше во времето на кризата во Украина, и секако дека тука не треба да има никакви дилеми, дека нашата позиција треба да биде заедно со нашите стратешки партнери, со САД и Европската унија. И ние се залагаме и затоа ДУИ беше сатанизирана, некако долго време демонизирана, заради таа клучна улога што имаше во интеграцијските процеси на државата, но сепак ние уште посилно тоа ќе продолжиме да го негуваме во нашата политичка сцена и веруваме дека единствениот спас за државата е тоа. Димовски? На Дуи му беше многу лесно, инаку пак ќе се мислам само чисто заради информација деновиве, еве и на вести кога бев пред некој ден, ја бевме информацијата дека во мај српската војска ќе има НАТО вежба со НАТО. На Дуи му беше многу лесно пошто тргуваше со имотот на комшијата, не тргуваше со ништо свое. Име, идентитет, дефиниции и така натака, воопшто ништо не ги тангираше албанците. Сето тоа се однесуваше на македонците и затоа лесно му беше на Дуи да биде промотор и така натака. Не дај Боже, не би сакал никогаш да бидете ставени во позиција некој друг да се пазари за вашиот идентитет, за вашето име, за вашите национални символи, без да ве праша вас. Дури и напротив, политички и секако да ве притиска, да не употребам други зборови. Така да тоа што сме членки на НАТО е добро и е залагање на државата уште од 1991-1992 година. Начинот на кој што се случи тоа не е за пофалба. И не треба и вие до толку да се фалите, заради тоа што
Знаете, кога тргувате со имотот на комшијата, на крај нема алал за никого. Но не се. Да се вратиме генерално на темата. Видите, има неколку стратешки правци. Не, ти ви одговорам и за ово, ти не се согласувам воопшто со вашата теза. Нормално дека не се согласувате, но да завршам. Стратешки ние треба да ги држиме правците кои што сме ги земали уште од почетокот на 90-тите години. Тука нема никаква дилема, нити треба да се поставува никаква дилема, но треба да ги разгледуваме и да ги гледаме промените кои што се случуваат во тие мултиполарни организации во кои што ние сме членови или се стремиме да станеме членови, заради тоа што на дневна база политичките состојби, политичките односи помеѓу 10-15 битни држави од Европската Унија се менуваат меѓу себе и се менуваат во односите со Соединетите Американски држави. Пред 20 години Полска беше една сиромашна држава, сега една веле сила во рамки на Европската Унија, која што пледира да биде трети или четврти фактор на одлучување. Тоа ние мора да го рекомпонираме во нашите приоритети. Го ставам вака на маса, чисто како размислување дека нашата држава недоволно досега во последните 10-15 години посветила внимание на односите со Полска. Треба да ги појачаме билатералните односи со државите, заради тоа што мултиполарните организации очигледно слабеат. Добро, и овие стратешки договори неодамна и со Хрватска беше најавен дека ќе има стратешки. Да, со Англија, значи треба билатералните односи со државите и кои што се членки на Европска Унија, билатералните односи да ги зајакне. И со Франција, и со Германија, и со Италија, и со Полска, и со сите други кои што се битни. Второ ниво на соработка, мислам дека треба да ја зајакнеме соработката со членките на така наречената Вишеградска група, која што е централна европска иницијатива, Чешка, Словачка, Полска, Унгарија, кои што имаат директен интерес за стабилност на Балканот, заради тоа што има некакво предворје, ако се гледаат историските текови и така натака, они имаат многу поотворен, многу подиректен интерес за стабилност на Балканот. И трето ниво на кое што треба да размислуваме, драстично ги подобриме односите со сите соседи. Зошто? Заради тоа што не знаеме какво време на сите соседи, на сите 5 соседи, мислам, без исклучок. Тука Бугарија секогаш е најголемиот предизвик заради тоа што во моментот ги имаме за жал најслаби односи, но мислам со сите 5 соседи заради тоа што не знаеме какви времења доаѓаат во следните 10-15 години. Не треба да имаме поголеми проблеми со соседите и треба да имаме отворена комуникација, за не дај Боже можеме да си помогнеме секој помеѓу себе. Заради тоа што велам, ризиците во следните 10-15 години се големи. Македонија не смее уште долго да живее со отворени прашања или проблеми со своите соседи. Збор на господинот Реджепи за што сакаше да ви поднема, потоа ќе прашам како да ги подобриме, бидејќи некои работи можеби не зависат само од нас. Така е. Па еве вака, мислам, апсолутно не се согласувам дека некој тргуваше со такви интереси, напротив. Ние како ДУИ секогаш сме биле на страната на македонците во поддршка на тие битни прашања, но тука баш се направи една политичка илузија дека еве све се губи. Апсолутно не се губеше ништо во минатото. Може ли да ви поставам две-три прашања? Не, еве да завршам па за да ми разберете. Да, апсолутно. Беше кажано тогаш дека ако се смени името, готово нема ништо од државата. Се смени името и тоа не го направија нити ДУИ, нити албанците. Тоа беше поддржана од околу 670.000 граѓани што излегува на референдум. Тоа беше неголемата маса за што кажа за Добро, тоа е сосема друга, да не навлегуваме, но секако дека ДУИ гласаше во собрание да се спроведе одлука спротивна на волјата на народот. Вака. Тоа е силување на народот, како да ви кажам. Не, и вие не можете да избегнете од тоа дека народот не дал согласност, а вие сте гласале за тоа. Замислете, господине, утре јас, не дај Боже, велам, не дај Боже, да тргувам дека не знам Скендербек, еве правам некаква аналогија со Гоце Делчев, дека Скендербек е србин. Така? Мајка му е Воислава. Како ќе ви биде вас со ова? Или како би било да подпишам договор дека не смеете да го користите вашиот национален символ? Не, знаете што, дали ќе се согласите еве за како не се споредни? Оти нашето знаме 16 крако помалце значи од вашиот орел. Вака, мислам да разјасниме. Оти така беше многу долго таа политичка илузија создадена во општеството дека се губи све.
Еве се изгуби. Тоа е апсурдно. Со Преспанскиот договор се подели идентитетот на македонскиот народ. Не е така. Исто е како сега јас да потпишам дека албанците во Македонија и албанците во Албанија немаат никаква врска меѓу себе. Димовски, тоа беше многу дали вие како албанец сте исти со албанците во Албанија? Да, така. Вие гласавте во собрание, не вие лично, да не ме сватите, но вашата партија гласаше во собрание договор за жал и дел од помалиот дел од македонците, со кој што македонците во Македонија и македонците во Грција не се исто. Добро. Се не е добро. Се вака. Но не се да не ја продлабочувам. Така е, за жал. Добро. И уште неколку од коалиционите партнери. Тоа зошто го велам, тоа е апсурд да се каже дека се изгуби идентитетот со менување на името. Се подели идентитетот. Се подели, се создадоа два идентитети. Тоа е апсурдно, како што вели Волтер. Тоа е многу и дури опасно. Како што вели Волтер, ако некого може да го убедите да верува во апсурди, Волтер вика може да го убедите да прави злосторство. Значи таков беше целиот вокабулар. Јас сум многу конкретен. Вокабулар што треба да почитувате. Апсолутно. Треба да почитувате како дуи дека направивте грешка во тие работи. Вие заедно со малцинството македонци во собранието гласавте за францускиот предлог, за кој што ви беше кажано, тоа беше пред 5-6 години, ви беше кажано дека ќе биде блокатор на напредокот на Македонија, дека нема да ги забават. Зборам и за Преспанскиот договор и за францускиот. Сега имаме наследство кое што не знаеме како да го решаваме. Извинете, но одлуките на ДУИ ја блокира европската интеграција на Македонија. А ви беше кажано, луѓе, немојте да влегувате во историски прашања, во идентитетски прашања, немојте да влегувате во работи кои што не се. Бујар Османи влезе. Немојте сега. И како јас ли ги потпишав протоколите? Бујар договор, Бујар предлог. Сега кажавте француски предлог, па сега кажувате Бујар. Вториот протокол. Не точно тоа. Вториот протокол го потпише Бујар Османи. Изјавата на Министерството за надворешни работи за македонскиот јазик ја потпише Бујар Османи, кој што тотално неточна. Го масакрира македонскиот јазик. Бујар Османи потпише изјава дека македонскиот народ е потекнал од територија на Република Македонија. Но не се, ја не сакам да тема не ни е тема денеска, ама мора дуи во еден момент да го разбере тоа дека нанесе голем проблем на македонците. Дали се сеќават луѓево кога ВМРО ДПМН рече дека да, прифатливо е за нас тој договор? Кој? Не знам кој рекол од Да. Јас бев пратеник, гласав против. Договорот за добро соседство со Бугарија. Така беше. Вика за апсолутно, еве ќе ве потсетам. Јас бев пратеник, бев член на комисија за надворешна политика, имавме затворена седница. 5 забелешки дадовме на договорот. Јас држав пресконференција и Антонио Милошевски ги наброевме 5 забелешки на договорот до ден денеска. Заради тие неприфатени забелешки ние имаме блокирани односи со Бугарија. Прездржав во собрание во кое што кажав дека тој договор со Бугарија ќе ги наруши односите меѓу двете држави. Еве ќе ве потсетам најконкретно. Имаше пресконференција во ВМРО ДПМН и председателот на ВМРО ДПМН рече дека да, за нас ние ќе гласаме за тој предлог, само дуи да не е дел од влада. Сигурно се сеќавате на ова, ако влезете ќе го најдете одма. И ние за кој договор велите? Договорот за добро соседство со Бугарија. Не, тоа е Јас бев пратеник, никогаш не го не. 2017 се потпиша договорот со Бугарија. Јас бев пратеник тогаш. Не, вака. Истиот ден и пред да заврши пресконференцијата, ние излеговме со став како ДУИ дека да, ние за еднината на државата спремни сме одма да излеземе од глава. За францускиот предлог зборувам. Тогаш не бе. Тогаш не бе. За ова зборувам. Тогаш не бе. Не, за францускиот предлог зборувам. Извинете ако кажав поинаку. Не сум сигурна дека вие велевте за договор. Не, извинете. Извини. И ние кажавме истиот ден да, ние сме спремни и дури поднесоа оставки, условни оставки сите министри. Ако се сеќавате дека да, ние во никој случај не сакаме да бидеме дел од некоја влада која што ќе тапка на место. И кажавме да истиот ден излегуваме од влада. Но вие во суштина не го разбирате проблемот кој што го предизвикавте. И кој вие во суштина не разбирате дека предизвикавте. Сега ќе ви објаснам. Ќе се обидам да ви објаснам. Не пледирам дека ќе успеам. Значи, зошто ДУИ, на пример, во моментов е партија која што најмалку посакувана за соработка на било која друга партија во Македонија. Не било која друга партија. Значи, нема
значи изолирани сте. Меѓу другото, заради тоа што си земавте за право со 10-15 пратеници да решавате прашања. Не е точно дека ние сме ги решили сега, немојте, ама предпоставките ви се да се докаже. погрешни, да. Не се погрешни. Еве, конкретно, изјавата за македонскиот јазик беше подпишана лично од министерот Бујар Османи, во која што тој го масакрираше карактерот на и историјата и потеклото на македонскиот јазик. Според таа изјава, тој вели дека македонскиот јазик потекнува само од територијата на Република Македонија. Не е така, во Голо брдо се говори македонски јазик. Во Мала Преспа се говори македонски јазик. Во Гора на Косово се збори прекрасен македонски јазик. Во Лерин, во Воден се зборува македонски јазик. Извинете, не може, значи пак се обидувам за да ме разберете како човек на човек. Баталите сме биле на позиции, не сме сега, може би никогаш нема да бидеме. Многу е едноставно кога тргувате со нешто што не е ваше. Нели куќа кога се купува или се продава, се прашува дали вие сте ја правили или татко ви ја правил во најмала рака. Затоа треба да ги разберете македонците кога ви велиме. Немојте да влегувате. Исто е кој јас сега да потпишам или не дај Боже да донесам одлука заради барање на, не знам, Грција или Србија, дека вие не смеете да го славите Скендербек. Ама не е така. Како не е така? Не, ви кажам дека предпоставките не ви се точни, затоа и заклучоците ви се погрешни. Извинете. Таа се меѓународни договори кои што ако за нема жал јазик, нема ни малцинства, нема Ама не е тезата на тоа соседите така, дека не е нема точно дека малцинства. Бујар Османи го има подпишано тоа и дека Ама сега ме терате да ја најдам изјавата на средна емисија. На кој емисија на јазик се телевизија. потпиша Фронтекс со Европската унија? Каде што и Бугарија А на потпишува. кој јазик ние станавме членка на Обединените нации 93 година? Извинете, господине Реджепи, но тие политички ефтини трикови на пропагандата кои што требаше да го ублажи шокот кој што се нанесе врз македонците, немојте со мене, заради тоа што прилично сум добро запознаен со сите игри кои што се случија и на сцена и зад Многу сцена. пати сум го кажал и јавно и во собрание еднаш дека многу галама се прави за некои работи што апсолутно многу лошо се пренесуваат во јавност. Ама не ме убедувајте. Одговорете на прашање дали вие сте спремни да се откажете од вашиот национален символ. А ако вие сте спремни, тогаш објаснуйте ми дека ја треба да се откажам. Ама вие никогаш нема да се откажете од вашиот национален символ. И затоа запрете го муабетот некултурен е. Некултурен. Вака ќе ви одговорам пак ќе ве прашам, дали вие бисте откажале од националниот символ на албанците? Слушајте ја тезата, мислам многу пати дури на ова студио Јас ќе ви се налутам ако вие се откажете од вашиот символ. Слушајте. А вие ме терате мене ја да се откажам од мојот. Ма кој ве тера? И како не? И како во сите процеси учествувавте како партија? Не е точно. И како не е точно? Апсолутно не е Како не е точно? Добро, јас да прекинам сега. Само да завршам тоа што го Влеговме во дебата која што не ми е целта тоа. Ајде, господин Реджепи. Светот влегува во сосема друга димензија на развој. За многу кратко време во светот, можеби за 100 години, можеби побрзо, нема да има ни јазици, ни нации, нема да има ни Ќе има светска држави. влада. Оти тоа не е природно. Јазиците, нити државите, нити нациите, нити расите дури не ги создал нити природата, нити Господ. Тоа ќе исчезна. Ние губиме време, драгоцено време, ги ставаме нашите деца во кал тука за одредени. Тоа дали значи дека се откажувате од орелот како национален символ на албанците? А сега, ако кој го бара тоа? Ама не ме ама немојте мене да ме убедувате ја да се откажам од моите символи. Покажете пример, ќе ве следам. Бидете пред мене, еве кажете. Скендербек нека го слават грците, не го славете вие што го славите. Па нека го слават што? Така. Не ми е битно мене нека го слават. Еве Александар почнале сите да го слават, вие се почнале. Не, ама не е битно сега. Релативизирам. Не, знаеш што колку е небитно за еднината на светот. Се согласувам во таа смисла. Ама губиме време, губиме 20 за жал, господине Реджепи, ние сме се родиле на Балканот. Не сме се родиле помеѓу Финска и Норвешка и Шведска. Ама мора некој ден мора, ама барањата кои што ги добиваме овие 30 години и како држава и како македонски народ се као од 19 век. Видете, има членки во Европската унија кои што се уште не признаваат малцинства, така? Да или не? Тоа е страшно лошо. Така, дали има држава во Европска унија која што забранува вие лично да се изберете
име на вашето дете? Има и такви работи. Ама тоа Така е- треба да се сочиме со тоа е реалноста. Аркаичка Ама идеологија. супер, дај Боже така, ама таа во моментот е реална, ние не треба да живееме Како во беше она фантазија. Черчил, се исправете ме, иднината. Балканот продуцира Треба да повеќе се трудиме историја, да стигнеме што кон иднината, но иднината е далеко. може да ја конзумира. Ама сами- Јас имам сами тука, го кроиме, апропо оваа гласно. Еве, дискусија, јас Друмски, би запал ај со сега ја вака дискусијата, да размислам. не- Тоа покажува оваа дебата дека албанците дали албанците би го направиле тоа за своите символи во однос на тоа што еве како што вели господинот Димовски, Бујар Османи еве потпишал за јазикот. Пак ќе кажам, сепак тие беа коалиционен партнер, таму имаше влада, имаше премиер, предпоставувам дека тука биле во синхронизација и господинот Ковачевски велеше првиот пат дека многу тешко, како беше на изјава ме жеже, ме пече, првиот пат кога беше за францускиот предлог. Сега, ако дали Бујар Османи сам иницијативно отиде, не ја праша владата, не го праша Да премиерот, бидам искрен,